Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. И овој пат избравме една интересна тема. Тоа е проблемите и предизвиците во здравствените установи во Охрид. Тема на која што ќе дебатираме вечерва и тема во која што се вклучија огромен број на граѓани од Охрид и од регионот. Мои вечерашни гости овде со мене се директорката на Кардиолошкиот завод Свети Стефан, Елена Башуровска-Ковачевска, директорот на специјалната болница за ортопедија и травматологија, докторот Ацо Велевски, и директорката на јавната здравствена установа Општа болница Охрид, Славица Малевска-Стојадиновиќ. Добро вечер на тројцата. Прво ви благодарам многу што ја прифативте нашата покана да бидете дел од оваа дебатна емисија. Нашиот вечерашен разговор го започнуваме со господја Малевска. Кажете ни, Малевска, во каква финансиска состојба е јавната здравствена установа Општа болница Охрид, со оглед на тоа што околу една година сте начело на оваа институција и ние често пати како новинари во јавност имавме прилика да пишуваме за голем број на кривични пријави поврзани со финансиски проневери. Кажете ни во каква состојба сте денес и во каква состојба затекнавте болницата? Благодарам. Од моментот кога е презедов оваа функција на болницата ја затекнав со блокирана сметка, која повремено во изминатиот период се деблокираше благодарејќи на помошта, поддршката од Министерство за здравство и Фонд за здравствено осигурување. Долгот е околу 100, кој што го затекнав, беше околу 180 милиони денари. Тој е наследен долг кој што се таложил си во овие 10 години. Потоа имав несрекна околност со самото поставување на прв човек на болницата. Се соочив со прекин на работењето на компјутерскиот томограф. Причина за расипување на рентгенската цевка беше дотраеноста, односно незина максимална искористеност со снимање на 22.000 пациенти. Се очекува од прилика околу 15.000 да се пациенти да се може да се снимаат, така да стварно беше максимална искористеноста и дошол денот. Така. За да биде повторно функционален требаше да се замени расипаната рентгенска цевка, која што чинеше околу 6 милиони денари. Ние со блокирана сметка и со толкави долгови беше стварно тешко за нас. Но ни помогна Министерството за здравство, така да се тоа надмина, се занови, се постави нова цевка и веќе сега е во функција, така да веќе околу 350 во еден месец се прават тие снимања. За цел период би сакала да кажам дека имавме одлична соработка со болницата Свети Еразмо, така да сите наши пациенти беа упатувани на снимање во болницата Свети Еразмо, било да се тоа амбулантни, било да се болнички пациенти. Така да немаше застој тука, немаше застој, така да пациентот не сме да трпи заради тоа. Така. Цела ова година работиме континуирано, посветено, редовно ги обслужуваме пациентите, добиваат соодветна здравствена услуга. Така да и долгот за цела ова година, да речем, веќе има тенденција на намалување, што мислам дека кога се сите пациенти обслужени и го намалуваме помалу, сепак е голем долгот, не може да се во целост да се елиминира, меѓутоа работите наеднаш, на така, али так. успеваме некако. За вториот дел што ме прашавте во однос на кривични пријави, што се однесува до тој дел, би сакала да кажам дека точно
и ние тоа го слушнавме и од медиумите и од органите кои што доаѓа, но не би сакала да коментирам понатака, сепак тоа е нешто што би требало обвинителството за да си кажи. Тоа е во интереси на самата постапка. Така, ви благодарам. Доктор Евелевски, клучното прашање сите граѓани што го интересира во однос на вашата здравствена установа се просторните прилики. Дел од болницата изгледа како да е завршена однадвор, меѓутоа вие се уште работите во вонредни услови, тој дел кој што е направен не е во функција. Сите ги интересира што со тоа, значи кога се планира да биде пуштена во употреба тој новиот дел кој што е изграден? Проектот за доградба, реконструкција на болница Свети Размо започна негде на 27, мислам, 11.2015 година, со предвидена динамика за реализација до околу 18 месеци. Точно е дека од одредено време работите на завршната фаза на реконструкција на болницата се, да речем, застанати. Точно е дека околу 80% од градежните активности се завршени, меѓутоа ќе разберете и вие и граѓаните, мислам дека тука не идовме разбирање на огромно разбирање на Министерството, дека овие последни 20% така, како бројка за може би мало, меѓутоа тоа е најчувствителниот дел од реконструкција на болницата, односно фазата на реконструкција на операционите сали и на единицата за интензивна нега, која е нашето, да речем, срце на болницата. До застој дојде затоа од неколку причини, претпоставам дека повеќето се оправдани. До застој дојде заради промена на министерските екипи, да речам, промена неколку изборни процеси. Најважен фактор во таа завршна фаза на реконструкција на Свети Размо покрај градежниот дел и објавување и реализација на тендер за набавка на нова медицинска и немедицинска опрема, која е обврска на Министерството, се наидоа на неколку недоследности помеѓу проектот за изградба и реконструкција на Свети Размо и договорот од страна на Министерството со изведувачот, кој мислам дека со огромно разбирање на министерот Филипче сега и ова екипа на Министерство, мислам дека се надминати тие недоследности помеѓу Министерството од една страна како инвеститор и изведувачот, и можам да кажам дека сега пред неколку дена на 5 декември, мислам беше, имавме една така доста конструктивна средба на која што присуствува представници на Министерството за здравство, представници на проектната единица при Министерството за здравство, изведувачот и менеджерскиот тим на Свети Размо, каде се договори конкретна динамика на следните активности и мислам вака ексклузивно за вашата телевизија можам да кажам дека е договорено за завршната фаза на реконструкцијата започне негде одма после новогодишните божичните празници. Прекрасна вест. Така е договорено од прилика дека, ево да речеме, околу 21 јануар, али се надам дека тоа ќе се реализира. И после тоа, отприлика, колку очекувате да биде пуштена во употреба? Кажавме навистина убава вести. Колку месеци отприлика се очекува да трае тоа? Па, видите, во тој триаголник на инвеститор, Министерство за здравство, изведувач и ние како корисник, може би, што можам да кажам дека изведувачот ветува дека за отприлика 4 месеци би ги завршил градежните активности, а Министерството за здравство дека вети обеќа дека многу набрзо ќе почне со проектот за со објавување и реализација на тендерот за опрема. Очекуваме така по тие разговори ако се тече како што треба негде за 8 месеци отприлика. Вистина прекрасни вести, директоре, ни изнесовте, да. Господја Ковачевска, клучниот проблем во вашата болница беше ангиографот. На радост на сите, ете, убави вести кажуваме очигледно вечерва, тоа е поправен. Кажете ни како успеавте, колку месеци беше тој застој, тоа е навистина беше дефект кој чинеше стотици илјади евра. Да.
Ангиографот е всушност апарат кој што е доста комплексен и единствен во нашиот завод и кој што на него се вршат животоспасувачки процедури и е доста битен за нашиот завод и за пациентите од регионот, пошто ние сме установа која што всушност ги изгрижува кардиолошките болни од целиот регион. Рентген очекуваме, значи со обзир дека овој апарат е набавен 2011 година, очекувани се проблеми со апаратот, очекувани е дефекти кои што може да се очекуваат, меѓутоа не можат и да се предвидат. Така да ние веднашка реагиравме. Првично реакцијата беше на известување на сите здравствени субјекти во околината кои што се вклучени во мрежата на третман на акутните случаи на инфаркт во интерес на временската, значи временскиот ранг на третманот на пациентите и преусмерување во клиниката за кардиологија за понатамошен третман, а после тоа веднашка беше известено и Министерството за здравство и министерот како би се нашло најбрзо решение за решавање на овој проблем. Имаше две опции. Првата опција беше да оваа процедура за набавка на нов дел ја потегне, ја покрене Министерството за здравство, или па ние како институција ја покренеме постапката и во договор, во координација со Министерството за здравство, ние одлучивме во интерес на брзина на решавање на проблемот да ја земиме, значи ние да ја сносиме, да ја земиме одговорноста за набавка на нов дел и покрај очекуваните финансиски издатоци, поради тоа што се работи за скап дел, сепак во договор и во координација, како што кажав, на Министерството и во исчекување на помош од Фондот за здравство во планирање на буџетот во 2019 година. За среќа, дефектот, значи, отстранет, ангиографот веќе е достапен за пациентите и веќе акутните случаи, сите пациенти кои што беа одложени, веќе се работат, се третираат. Да. Убави вести, вистина. Ете така, ние кажавме тоа што имавме, ова беа клучните предизвици на сите три здравствени установи. Овде би сакала да погледнеме што велат граѓаните на Охрид. Кои се клучните проблеми, пофалби, критики, да чуеме од нив. Мислам дека добро е. Многу е добро и лекариве се добри. Имаме кардиолошко, нарочето со дедо ми, некни бевме. Добра услуга има и презадоволни сме. Па, углавно задоволен сум, со обзир на тоа да знам во други места како е ситуација, угоре-долу задоволен сум. Не е сјајно, али може, има некаков ред. Порано мислам дека беше пубаво, сега веќе малце многу лошо. Не знам, не можеш да стигнеш на ред и така. Релативно не многу, не ни мало. Што не достига? Не достига, многу работи не достигат. Да речем, неуслужливоста, неконтактивноста со луѓево. Закажуваш термин, докторот не е тука, или на предавање, или на некаде. Вчера тоа ми се деси, да кажам. Што зглобна ужас. Катастрофа. Према нас, криѓани, тие ужас. Према од Албанија пациентите, многу лоши. Премни добри, за нас лоши. Се прекуре, со чекање, со недобро. Значи имам проблем со детето скоро 3 години. И многу неубав однос према пациентите. Прекурет, немат чекање, немат ужас. Голем ужас. Со сатици чека, не се интересират и да е тука, чекај. Не знам што да речем. Од матичното сум многу благодарна. Ама од другиве горе, кај што ќе одиш или кардиолошко, 4-5 месеци чекам за термин. До се ќе скапам да дојде време за термин.
То не знам што да ви речам. Така е, не само овде кај нас, секдека е во Македонија е исти случај. Јас одматично сум си задоволен. Меѓутоа, вамо во општа болница, не знам. Што недостига? Имаме ли лекари? Па може би немаме услови добро, други. да, видите, има лекари, меѓутоа со опремава некако мислам дека дали не е во функција тамо, поготово за повозрастни мажи. Јас на пример конкретно во Струга во кај диализа околу тие уролошки работи и така натаму што треба да се врши испитување. Не знам зашто тука ехото на пример конкретно, зошто не функционираат комплетно, не знам. Не знам што е причината, мислам што. Ете така имавме прилика да слушнеме и пофалби, но и критики. Нема да ги коментираме на граѓани, нема да ги коментираме граѓаните и нивното мислење, ќе продолжиме понатаму, но убаво е да ги знаеме. Одиме пак во општата болница Охрид. Кажете ни, Малевска, со години еден од, да речем, клучните проблеми на Охридската болница е кадарот, медицинскиот кадар. Значи, постојано слушаме дека нема доволно доктори. Во кој одделение имате таков проблем и да се работи на решавање на тој проблем? Јас ќе ви дадам конкретна слика на болницата, можерно како изгледа, колку имаме здравствени работници. Ако да, убаво да слушнаме. Да. Добро би било. Општата болница има вработено 486, од кои што се 338 здравствени работници. Тие секојдневно го обслужуваат целиот регион. Кај нас гравитираат и од Дебар, и од Струга, од Дебарца, од Кичево имаме пациенти, дури има и од Битола пациенти кои што доаѓаат кај нас. Од нив 71 се специјалисти. На специјализација веќе се 22 доктори. И тоа по анестезија, хирургија, интерна медицина, гинекологија, урологија, неврологија, психијатрија, офталмологија, рентгенологија, дерматовенерологија, инфективно и оториноларингологија. Со моето доаѓање после неколку месеци, значи минатата година некаде овој период, дојде значи еден рентгенолог кој што заврши и патолог. Во текот на овој месец или можеби следниот месец очекуваме двајца гинеколози да дојдат да завршуваат со специјалистичките студии. Така да во текот на јули некаде беше спроведен оглас за прием на здравствени работници. Одобрен беше од Министерството за здравство. Тоа се распиша за 20 вработувања, меѓу кои тогаш примивме 7 доктори, кои што во текот на на следнава година ќе заминат на одредени специјализации кои што имаме потреба. Структурно може би тоа е добро да кажам, да се знае дека во наредните 5 години имаме 32 доктори кои што ќе ги исполнат условите за одење во пензија. Така за понатака и во плановите кои што ги правиме за вработување, примање нов кадар, затоа што сепак тој треба да се едуцират. Специјализациите траат од обично 5-6 години, така да имаме за тој период да имате време за да ги пополните, да не се направи така дефицит да немате од лекари. Значи го планирате тоа во следните 5 години. Да. Во меѓувреме, каде што имаме дефицит, имаме склучено со кадри, имаме склучено договори
со други клиники, други општи болници, со клиничка болница од Битола, со општа болница од Струга, со гинеколошка клиника од Скопје, од каде што доаѓаат, односно ги купуваме услугите на докторите, се со цел за да не почувствуваат нашите пациенти дека нема лекари. Така. Мислам, на тој начин да го пополнувате. Кардиолошкиот завод нема дефицит на лекари, барем нема такво мислење во јавноста. Имате доктори и тоа квалитетни, стручни, тука нема дилема. Сакам да ве прашам, кај вас, значи, да речам, главен проблем и главни поплаки на граѓаните е премногу пациенти. Колку пациенти во просек те прегледуваат, да речеме тие доктори? Имате ли премногу работа како да се реши тој проблем? Многу чекање, многу гужва? Значи, благодарение на политиката која што години наназад ја води овој завод во постојано обновување на медицинскиот персонал, лекари и останат медицински персонал, нивна едукација и нивно, значи, вклучување или помош да се вклучат или да се едуцираат во одредена област или одредена дејност од кардиологијата и понатамошно нивно вклучување во секојдневните работни активности е еден од причините што овој завод има одлично координиран тим на лекари, останат медицински персонал, а и останатиот немедицински персонал кој што успева да се справи со огромната бројка на пациенти. Бројката е огромна, морам да кажам, бидејќи, значи, кај нас се прегледуваат пациенти од регионот и подалеку, значи од цела држава, а и секако како атрактивно туристичко место Струга и Охрид и гостите на овие, значи, туристи кои што го посетуваат, значи, градот, така да ние се соочуваме со голема бројка на пациенти во амбуланта. Ево, за илустрација само да кажам дека се прегледуваат вкупната бројка на прегледи што вкупно се прават е 150 до 180 прегледи во текот на денот. И тука се пациенти кои што се закажани во системот Мој термин, пациенти кои што се со приоритетни упати по проценка на матичните и другите наши колеги кои што процениле дека имаат, значи, потреба за приоритетен преглед, како и граѓани и пациенти кои што поради текоби се јавиле, значи, да побараат мислење и помош од наш стручен тим. Тука би можела да апелирам и до пациентите за едно разбирање, стрпливост, бидејќи стварно секојдневно, значи, да се прегледува толкава бројка на пациенти, посебно пациенти која патологија е доста сериозна, тоа се работи за кардиоваскуларни заболувања, треба време и треба стрпливост. Секако тука постојат и поургентни случаи кои што имаат предност, а досега во нашата пракса нема ни еден случај на пациент кој што не е виден од лекар, а кој што побарал, значи, преглед или помош во нашата установа. Сите биле услужени, само тоа мора трпеливост. Велевски, кај вас нема дефицит на лекари, барем така знаеме, ние имате навистина врвни и квалитетни доктори. Вашата болница пред неколку години, не знам сега точно која година беше реномирана, значи важеше за една од економски најуспешните болници во Република Македонија. Во каква финансиска состојба е сега Свети Еразмо? Точно е дека специјалната болница Свети Еразмо немала долгови, успешно финансиски работела по нашите анализи се негде до 2012 година, кога се пројавуваат првите долгови према одредени јавни здравствени установи према доверители и веледрогерии. Наше мислење дека тоа е последица на тогашните, така да наречени, реформи во здравството, да речеме, заради утврдениот недоволен буџет од тогашното раководство на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, заради нереално утврдените цени на медицински потрошен материјал, на имплантати
na lekarstva. Od druga strana, во овие 15 години се значајно промените цените на имплантатите, на лекарствата, на електричната енергија, на комуналните услуги, на храната. Така што е нормално дека се дојде до одредено закаснување на плаќање на обврските према доверителите, према добавувачите. Меѓутоа можам да кажам дека и сега, благодарение на успешното менеджирање со долговите према доверителите, на заемното на некој начин разбирање и доверба, мислам дека се уште добро функционираме, сме во добра кондиција. Болницата е снабдена со имплантати најсовремени од секаков вид, снабдена со лекарства, снабдена со енергенси за затоплување, за грејење. Мада конкретно ако разговараме за долговите, какви се долговите, можам да ја кажам и отприлика и бројки, меѓутоа мислам дека доволно кажам дека долгови има, дека последните 2 години тие долгови се значајно и намалени и мислам дека за сега нормално функционира. Така. Пред да преминеме на рубриката прашања од граѓаните, предлагам да погледнеме реклами. Внесете топла празнична атмосфера во домот со новогодишните и божикни украси и декорации од програмата на Атва Хоум Центар. Елки во различни големини, лампиони во широк спектар на бои и форми, впечатливи светлосни декорации со лед сијалички и уште стотици други украси за празнична магија во домот. Во највеселиот период од годината, посетете го Атва Хоум Центар и празниците може да почнат. Најголемиот производител на мебел во Македонија, Мебел Ви, со свој голем продажен центар со површина од 2800 метри квадратни во Битола, место за секој кој бара исклучителен квалитет, достапна цена и голем избор. На една локација може да се најде целокупниот асортиман на производи на Мебел Ви, како и производите од премиум програмата Мондиви, душеците од Алегро и производите од супер популарниот Статус. Повелете во салонот на Мебел Ви во Битола на Краварски пат. Доел Бебунар има овластување и врши обука за практично способување за ракување со оружје, и тоа пиштол, ловна пушка и малокалибарно оружје. Обуките се одржуваат во просториите на стрелиштето Бебунар Охрид. Телефони за контакт 075 247 726 078 247 726 075 261 775 070 261 760. Брауни, како фантазија. Мафин, чиста среќа. Имаш право на благо. Оствари го со новите десерти на Долчела со интегрални житарици. Долчела. Сладок допир на фантазијата. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Ало, лајка го бара Сокол. Кај си бе, брат? Те послушав и јас сум на лајка. Енче, себе си ти на лајка? Најефтин мобилен интернет, дури 5 гигабајти за само 249 денари месечно. Подгответе се за топла зима со помош на Кармен Бау Центар. Не ја пропуштајте понудата на шпорети на дрва од производителот Смедеревац, камините на пелети од програмата Фабиго, како и печките на цврсто гориво од истиот производител. Кармен Бау Центар, за топлина во вашиот дом. Има многу бендови,
но ретки се оние кои нивниот роден град, каде е и најтешко да се успее, ги примил како своји. Хитовите кои ја одбележаа 20 годишната кариера на одличните Камелеон. Сабота, 29 декември, Дом на култура, Григор Паличев Охрид, 19 часот. Билети по промотивна цена од само 250 денари во сите Тамаро маркети во Охрид и Струга, Music Shop Zizi Top и Тезга Аштер, Охридска чаршија. 20 години, група Камелеон. Сега продолжуваме со прашањата од граѓаните. Моја пријателка имаше проблеми во бременоста во текот на ноември. Лежеше во Охридската болница во одделот на гинекологија и морам да кажам дека се пожали, немало воопшто лекар и не добила квалитетна услуга. Зошто нема лекари во Охридската болница? За човечки животи се работи. Мислам дека дел одговоривте на ова прашање, но ете, со колку, каде имате дефицит на гинеколошко оделение, имате проблем? Знаете како има проблем на анестезија, на гинекологија, на детско ке имаме, односно педиатрија ке имаме проблем, на физиатрија ке имаме проблем. Затоа размислуваме уште сега да го надминиме со примање на нови доктори, упатување на специализации. А што се однесува до овие кои што, например, ево, према прашањето кој што слушам, гинекологија, имаме, ние плаќаме услуги на што ги добиваме од гинеколошка акушерската клиника од Скопје. Затоа што оттаму доаѓаат лекари. Ние точно имаме двајца гинеколози. Двајца ви кажав дека очекуваме значи на крај на оваа година или почеток на првиот, вториот месец да завршат. И доаѓаат лекари. Имаме со 7 доктори склучено договор кои што работат. Да. Специјалисти велат не се раѓаат преку ноќ, значи треба долго време, ова веројатно е погрешна политика во минатото, која што не се внимавало во кои оделенија, каде ќе бидат потребни тие специјалисти. Така. Токму затоа се соочувате денес со тој проблем. Второто прашање е, раскажува, значи, пациент дека имал потреба од здравствени услуги на интерното оделение, имал висок притисок, не добил една таблета. Значи, му кажале дека бил приморен да го бара семејството да оди да купува таблета. Прашува до кога ќе нема лекови. За каков проблем може да се работи овде? Јас најодговорно тврдам дека ние ги имаме сите оние лекови кои што и медицински потрошен материјал кои што се предвидени да ги имаме, затоа што имаме склучено договор со фондот и точно се знае кои лекови ние смееме да ги имаме. Нашата финансиска кондиција е таква како што објаснав. Не можеме да ги имаме и лекарствата кои што се на негативна листа. Може би се работело за таков некој лек или може би се работело сега, ова се све предпоставки. Така. Не знам во конкретниот случај за што се работи. Затоа не можам да одговорам, али најодговорно тврдам дека ги имаме редовно сите лекови и медицински потрошен материјал во болницата. На третото прашање кој што ние го имавме селектирано, директорот веќе одговори, кажа дека од 21 јануари ќе започне реновирањето, по отприлика за 8 месеци ќе се чека. Имаше поплака од пациент кој што бил во Свети Еразм, кој е презадоволен од услугата на лекарите, меѓутоа условите во болницата вели се ужасни. И последното прашање, но ова би сакала да одговорите сите, дали вработените кои што се со договор на дело земаат редовно плата? Ајде од Ковачевска. Малце да го смениме редоследот.
Кај нас има 14 значи вработени по договорна дела, вкупно од медицински и немедицински персонал и сите тие значи редовно земаат плата онака како што се договорите подпишани. Да. Така. Кај вас, господине Велевски, каква е состојбата? Да, исто и кај нас мислам дека имаме негде околу 11 вработени со договорно дело, имаме согласно за уште неколку вработувања кои ќе ги реализираме во наредниот период и мислам дека сите редовно се исплатуваат. Мислам дека тука не ќе имаме никаков проблем. Кај вас, Малевска? Кај нас има 25 по договорно дело. Овој месец, односно за октомври не ги исплативме, за октомври, во ноември нели се исплаќа. Не ги исплативме заради тоа што не е блокирана сметката. За нив немаме рамка или некаква заштита, затоа што сме јавна установа и не можеме тоа да го имаме. Очекувам во текот на овие денови да се тоа надмине и дека ќе им биде исплатено. Иначе до тој период редовно беа исплаќани. Работите, значи, на надминување на овој проблем. Да, значи, имате месеци пол околу каснење на платата. Така. Ете, го одговоривме и тоа прашање. Повторно, Ковачевска. Значи, пред да го кажам прашањето, ќе кажам дека вчера имавме прилика да прочитаме во медиумите дека пациент починал заради тоа што во скопските клиники, значи не е тоа кај нас, во Скопје се случило да почине пациент бидејќи немало потребни лекови кои што не биле на позитивна листа. Значи не ја примал терапијата и починал и тоа на Скопска клиника. Мене ме интересира каква е состојбата со тие медицински препарати, медицински лекови и да кажете ни во Кардиолошкиот институт, каква ви е состојбата, имате ли доволно? Во Кардиолошкиот завод одговорно, значи можам да потврдам дека ги имаме сите лекови од кардиолошката палета, кои што и се наменети, значи дури за најкомплексните случаи, кардиолошки случаи, кои што се потреба, значи во една таква институција. Меѓутоа, морам да напоменам дека има потреба медицинскиот персонал, ние лекарите, значи да укажем и на можноста на третман со лекови кои што се покажале доста ефикасни и добри во кардиолошките, значи болести, а кои што се уште не го поминале патот на регистрација или не се наоѓаат на позитивната листа и ги кажеме како опција, значи и можност да самиот пациент и фамилијата на пациентот избере дали тој, значи, лек би го набавил или не би го набавил. Меѓутоа, значи, оние лекови кои што се потреба на една ваква институција, ние сите ги имаме, а исто така што се однесува и до интервентната кардиологија, сите материјали, стентови и останати материјали кои што се користат во овој дел се од најнова генерација и истите тие се користат секаде во светот. Кај вас, Велевски, каква е состојбата? Имате ли вие репроматеријали медицински? Споменавте преги дека имате нешто, но дали имате и таблети? Да, видите, согласно Законот за здравствена заштита, секој ЈЗУ јавна здравствена установа е должна да обезбеди медицински потрошен материјал, имплантати и лекарства. И мислам дека кои се потребни во процесот на лекување на пациентот и мислам дека одговорно тврдам дека досега нити еден пациент немало потреба да приватно ги набавува ни еден имплантат, ни едно лекарство, како што рекоа колегите, дека што се на позитивна листа на лекови. Така што мислам дека болницата е одлично снабдена со имплантати и со медицински потрошен материјал, со лекарства, така што функционираме нормално. Така. Кај вас, Малевска, споменавте и преди дека претежно ги имате. Да. Сите потребни лекарства кои што се на позитивна сега тоа треба измени во законот, кои што сме обврзани со закон за да ги имаме и кои што се неопходни есенцијални за здравјето на пациентите и за идност. Но има навистина лекарства кои што се навистина прескапи и пациентите едноставно не можат да си ги дозволат. Има, значи, коментари дека има таблети од 3000 денари кои што му требаат на пациентот, кои што
луѓе со плата од 200 евра едноставно тоа не можат да си го дозволат, но за тоа треба во повисоките инстанции да се размислува. Во продолжение би сакала да ја слушнеме изјавата на Гордана Волкановска, председател на Сдруженијето на пациенти со диабет. Да видиме колку тие често пати реагираат на квалитетот на лекарствата кои што ги примаат и на нивните количини, дали ги има. За разлика од претходниот период кога имавме проблеми со набавка на инсулини, од контактите со инсулинската аптека во Охрид добивме информација дека снабдувањето со инсулина пациентите е подобрено. Ниеден пациент не е останат да нема добиено барем едно пенкало инсулин. Што се однесува до глукометрите, за мерење на гликемија, во тек е набавка на нови глукометри. Се надеваме во почетокот на 2019 година дека ќе ги добиеме и дека ќе се набавени глукометри со исполнуваат светски стандарди и кои ќе ни овозможат подобра контрола на гликемиите. Со тендерот за набавка на инсулини ќе бидат обезбедени најнови инсулини, Тресиба, Тужео и Фјасп, со брзо и долго делувачко дејство. Во наредната недела вработените од инсулинската аптека ќе бидат присутни на семинар во врска со новите инсулини кои треба да се достапни на пациентите со диабет. Да, можеше да слушнеме од Волкановска дека се средува таа криза со инсулин. Што ќе кажете вие, Мариска? И јас тоа би го исто потврдила дека во моментов во инсулинската аптека има доволни количини на инсулин. Може би се случуваше во некои предходни месеци или предходен период да има недостаток на некој инсулин заради тендерот кој што беше распишан од страна на Министерството за здравство. Затоа што инсулинот го добиваме централизирано. Министерството го распишува и оттаму ги искажуваме нашите количини према тоа колку пациенти на кои инсулин ни е поставен. Така да со реализација веќе во средината на овој месец ќе биде тоа позитивно завршено. Сепак пациентите во ниеден момент, ќе потврдам што го кажа и Волкановска, дека не останат без инсулин. Така, ако случајно некој пациент нема додека дојдат количините, затоа што врзани сме кога ќе поминуваат, кога ќе се дистрибуира, ние секогаш имаме бар по едно пенкало на пациентот да му се даде. Очекуваме да се заврши тендерот во овој месец, при што ќе се воведат 2 нови инсулини, нова перорална терапија. Не треба да се создава непотребна несигурност кај пациентите и да не се информираат за некои вештачки недостизи на инсулин. Диабетичарите од наредниот месец со завршување на тендерот ќе бидат навремено снабдени со целосната терапија. Да. Често пати во јавноста сме сведоци на напади врз белите мантили. Ете вие, двајца потекнувате од лекарската фела. Кажете ни ваше едно мислење. Што мислите, колку денес граѓаните ги почитуваат лекарите, а и обратно, колку лекарите ги почитуваат граѓаните? Еве Ковачевска може да ни одговори. Напад на бел мантил, значи, никој никако не треба да го оправда. Со обзир дека лекарската професија, значи, или општо во медицината, одат луѓе кои што имаат, значи, една особина карактеристична да помагаат на другите. Медицината бара многу вложување во знаење, во вештини, откажување, ангажирање. Значи, тоа се луѓе кои што се спремни, значи, да се борат за здравието и за животот, значи, на пациентите.
Ние се гледаме, значи, во јавноста, посебно на клиниките, кај нас не често, значи ретко, меѓутоа секако имало, значи инциденти, поситни инциденти или вербални напади од пациенти или фамилија на пациенти, било во поради нестрпливост и неразбирање при чекање на ред во амбулантите, било значи да се работи за пациенти кои што се во одделот на интензивно лекување или реакција на фамилија на пациенти кои што го изгубиле животот во еден таков момент. Мора да кажам дека и ние лекарите значи чувствуваме тежина за изгубениот пациент и потребно е едно максимално, значи едно максимално разумност максимална и едноставно таа болка, иако е доста тешка, можам да замислам, значи да се поднесе стоечки, значи и достоинствено во суштина, тоа е значи еден почит према починатиот, према пациентот и према медицинскиот персонал кој што до крај значи се борил за животот на пациентот, значи заедно со него. Така да овие работи никако не треба значи да се оправдуваат и посекако значи морам и тоа да го кажам дека и ние како лекари и нашите фамилии не ги заобиколува, значи не заобиколуваат болестите, значи на секого па и нас ни се случуваат, било да сме се нашли како пациенти или како фамилија, значи на пациент, сепак значи ние знаеме како изгледа тоа, меѓутоа значи како од наша страна, од страна на еден лекар и медицински персонал тоа изгледа, ние само можеме значи да кажеме дека и тоа значи го чувствуваме, не може никој лекар да биде рамнодушен и секој лекар значи чувствува тежина за изгубен пациент. Така да Велески, вие што ќе кажете на ова? Колку се почитуваат меѓусебно денес пациентите, а и обратно, колку лекарите ги почитуваат пациентите? Па јас пред се сакам да согласам со претходното што кажа колешката Елена. Сакам да кажам дека сепак сме сите ние луѓе од крв и месо, дека сите на крај на краишта да сме и потенцијални пациенти. Така. Меѓутоа морам да истакнам и дека во тој контекст дека сме сите од крв и месо, дека да речеме во болница за Свети Разум има до просек 1800 операции годишно, кои не се ни мала бројка, ниту се мали операции. Позавидна бројка, да. Околу 50.000 амбулански прегледи годишно. Огромен број на пациенти. Така што е нормално некојаш да дојде до, веројатно, до искричење некој или напнати тензични ситуации. Можам да кажам дека за среќа не сме имали такви случувања. Големи инциденти како што се случувале во Скопје, има дури и со пиштоли напади, навистина. Може би е тоа веројатно и последица на, мислам, стварно и исклучително по мене коректниот и професионален однос и на лекарскиот кадар и на вкупно здравствениот персонал. Така. Така што мислам дека досега не сме имале такви за среќа случувања. Ние имаме, да речеме, една пракса да при секој испис на пациентите спроведуваме анкета со која се разбира анонимна, со анкетен лист, со стандардизиране прашања од Министерство за здравство и Агенција за акредитација. Мислам дека резултатот од тие анкети повратно е задоволителен, од 80 до 90% задоволни, многу задоволни. Мислам дека сасека сме добри. Така. Луѓе сме и грешиме, тоа е нормално. Значи, сведоци сме и на многу лекарски грешки. Не е кајна, значи, општо зборуваме и во земјава. Кажете ни, дали сте имале случаеви на поплаки? Некој пациент ви напишал преставка, ви ја доставил, се жали од односот на некој лекар, од лекарска грешка и натака. И што превземате вие како челни луѓе на болницата? Еве ќе почнеме од госпоѓа Малевска. Сте имале ли такви поплаки? Секако дека има такви поплаки. Во главном во тие моменти се прави комисија која што ја разгледува ситуацијата, дали е све спроведено како што треба и соодветно се реагира, дали со укор,
дали со објаснување до самиот пациент дека не е пронајдена никаква грешка. Важно во секој случај секому е одговорено на соодветен начин. Се преземаат мерки да се расчисти. Да. Велевски, кај вас има ли такви поплаки, представки, сте имали ли? Па секојаш има некои поплаки, представки, можам да кажам дека воглавно кај нас е воглавно таквите поплаки се усмени, дека немаме некои големи писмени поплаки, не големи никакви писмени поплаки на имена лекарска грешка или повеќе се работи за некое лично недоразбирање или во таков случај, кои се обидувам да ги со разговор да ги надминем. До сега мислам дека не сме имали некој поголем проблем во тој аспект. Кај вас, Ковачевска? Па ја не би кажала лекарска грешка, пошто во медицината нема место за грешки, би рекла, значи, компликација. Значи, при третирањето, при лекувањето на пациентите и нема некој, значи, некој званични или официјално поплаки на некој, значи, случај кој што завршиле со компликации и сето тоа, или па нема ни случај на поплаки на професионалниот и стручен однос на нашиот персонал. Тоа е многу ретко и едноставно, значи, се установило дека не е баш онака како што така во еден момент на вулнерабилност, значи кога пациентот или е во една најраздразлив, во една со болест или болесна фамилија или тој како пациент, значи секогаш малце пристрасно и размислува и одлучува, така да мислам дека нема место за грешки. Така. Би сакала да прашам, дали имаме на повидок некои нови медицински процедури? Знаеме дека и самата преди ја споменавте дека работите современи медицински процедури кои што се работат и секаде низ Европа и низ светот. Но дали има нешто кардиолошки на што се стреми, проширување некое во однос на оперативни зафати, нешто ново, некој нов медицински третман? Па ево на крај на годинава, почеток на другава година, ние веќе сме во завршна фаза на сите подготовки за почеток на електрофизиологијата и имплантирање на електростимулатори во нашиот завод и очекуваме, значи, што поскоро да почне, значи, таа дејност да почне редовно, значи, да се обавува во нашиот завод. Веќе имаме персонал кој што се едуцира на клиниката за кардиологија и секако со поддршка и на клиника за кардиологија, тој дел од кардиологијата веќе ќе почнеме, значи, редовно да го работиме и во нашиот завод, а останатите, значи, нови процедури зависат од обезбедување на нова апаратура, нови апарати и персонал, значи едукација на персонал, иако, значи, нашиот завод, значи, има капацитет за и понатамошен развој во ведување на многу и нови, значи, процедури и тераписки и диагностички. Така. Кај вас, Велевски, може ли нешто да ни кажете? И кај вас се работат доста современи оперативни зафати кои што ги има низ Европа и низ светот? Може ли нешто ново? Се стремите или нешто планирате ли нешто ново да воведувате? Да, мислам дека болница Свети Разум секогаш била некоја авангарда во ортопедската хирургија на овие простори. По давнешни време, почнувајќи од методите на Елизаров, спиналната хирургија, ендоскопска, артроскопска хирургија на колено и скочен зглоб. И мислам дека за многу брзо време ќе започнеме со артроскопска хирургија на рамениот зглоб, за која двајца наши еминентни лекари, специјалисти веќе беа на неколку едукации. Мислам дека во најскоро време ќе започнеме со таква хирургија. Така. Кај вас? Нас е малку покомплексна да кажуваме. Ние повеќе оддели каде што... Да, дали има некоја најава за нешто ново, за некоја нова апаратура, за некој нови...
методи. Пак ќе се вратам на почетокот, затоа што све зависи од финансиската кондиција, колку ќе можеме тоа да го оствариме, затоа што има доста и застарени апарати во болницава, кои што еден по еден, на жалост, откажуваат. Имавме проблем, во офталмологија работеа со еден офталмоскоп. Набавивме во текот на годинава уште 3, така да за сите 4 докторки да има по еден офталмоскоп. Мислам, сепак е тоа подобрување. Потоа спирометарот се расипа. Направивме тендер, мислам, се спроведе постапката, така да сега веќе пристигна и тоа, и тој дел го надминуваме. Сега чекор по чекор верувајте дека стварно се трудите. Се трудиме сите заедно да допринесеме да биде се подостапно за пациентите. Од хуманитарна помош, например, добивме 2 еха. Едното ехо го дадовме во гинекологија, другото во инфективното одделение. Пациентите наместо да чекаат наред, да речам, на ехото да се ослободи во интерното одделение, сега е достапно колешката која што работи во инфективното одделение, да може да ги гледа на ехо внатрешните органи и да не се прават редици. Значи, пак е тоа во цел подобрување на услугата. Така. Најголемите поплаки на охриѓани, да речеме, на пациентите од регионот кои што ги обслужувате сите е магнетот. Значи, во Охрид нема магнет. Кажавте сите дека сте во тешка финансиска состојба, нашите здравствени установи се во таква каква што се, но се размислували нешто заемнички, нешто такво. Велат чекаат за магнет во Битола и со месеци. Дали се мисли нешто на тоа, дали може некаков проект да се направи, па то заемнички некако да се реши? Ајде, Велевски. Јас се согласувам дека може би најголемиот проблем во домен на опремата на овие простори е недостигот на магнетната резонанца, која е потребна за секој пациент условно и која е потребна на сиве болници, претпоставувам. Околу решението на тој проблем не знам конкретно, можам да информирам дека во домен на ова што разговаравме околу набавка на реализација на нова опрема во домен при реконструкцијата на Свети Размо, наидовме на разбирање од проектната единица и од министерот Филипче да одредени врски ги превземе Министерството за набавка на нова опрема во која што ние го ставивме и проблема со магнетна резонанца. Позитивни најави има, дали тоа ќе се реализира тоа? Така, но го имате предочено како проблеми дека треба градот да го има, мислам, и целиот овој регион е навистина голем. Да, тој е врвна диагностика што мислам дека е недостиг за овој простор. Да не се чека за во Битола, и финансиски трошоци се дополнителни, а и време се троши на тоа, некојаш се чека и со месеци. За крај би сакала да прашам какви се најавите. Имате ли вие Ковачевска информација? Дали кардиолошкиот завод ќе се сели во Светија Размо? Такви беа најавите пред неколку години, се градеше тоа. Директорот најави дека ќе се убрза. Дали имате вие некакви најави во однос на селење или не? Изградата на новиот објект во склоп на болницата Свети Размо беше проект на Министерството за здравство и Министерството за здравство тој проект го води. Ние само знаеме дека тој е во финална фаза. Како јавна здравствена институција знаеме дека овие одлуки, значи одлучува Министерството за здравство и ние го чекаме се уште одговорот на ова прашање за да можеме што поскора и ние да се организираме во понатамошни нови организацијски чекори во понатамошниот тек на работа. Јас можам да кажам дека Заводот за кардиологија се соочува со големи просторни
проблеми, како и проблем во условите на згрижување на пациентот и ако се одземе, значи, оној дел на интензивна и ангиосалата, кој што е и дел од амбуланскиот дел, кој што е нова градба, значи, доградба, во другиот дел, значи, има едни субстандардни услови, значи, тоа е стара зграда, која што треба, значи, понатаму да знаеме што да планираме и кои ќе бидат, значи, идните чекори и за нас и за пациентите. Така да, тоа е тоа. Велевски, вие имате можеби некаква најава во однос на преселувањето? Тој дел ќе биде ли за кардиолошки или не? Какви се вашите сознанија? Немам никакви нови сознанија по тоа прашање. Јас знам дека е по проектот граден баш по тие проекти, дека таму би требало да биде дел од интервентната кардиологија и тоа нови сознанија никакви по тоа прашање. Тоа е прашање до Министерството. Тоа е веројатно одлука на Министерство. На Министерство, влада, или мислам, тоа нема никакви нови сознанија. Така. Јас мислам дека ги одговоривме сите оние клучни прашања кои што ги засегаат граѓаните на Охрид. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од оваа дебатна емисија. Ми беше чест. Кажавте убави вести, споделивме и убави вести. Почитувани гледачи, и вам ви благодариме што не следевте, верувам го задржавме вашето внимание, а и ги одговоривме вашите прашања. Прашалник, бидејќи е време за прашања на ТВМ телевизија. Довидување.